Диџеи од Аруба ќе прават карнавалска забава со техно звуци од самба, салса, румба на Струмичкиот плоштад веднаш по завршување на главното карнавалско дефиле. Ова е новитетот што го најавиот организациониот одбор на Струмичкиот карнавал, кој дефинира дека годинава карнавалските денови ќе бидат од 14 до 21 февруари, а големото дефиле на 17. Според Александар Цицимов, гостите од Аруба и оваа година ќе бидат присутни на карнавалот, но освен што ќе настапат на главното дефиле, тие се очекува да ги забавуваат и посетителите на забавата под отворено на Струмичкиот плоштад под маски. Не можехме да реализираме една идеја која се јави минатата година, бидејќи нивниот диџокеј направи таков рашун, како да кажам, за време на карнавалската забава и на маскенбалот, што дојдовме на идеја дека би било убаво тоа да се стори на бината после карнавалот, така да сите, да кажеме, гости на карнавалот да можат да ја доживеат таа атмосфера. Така да идејата е оваа година по завршување на карнавалот да настапи диџокејот на бината. Според Цицимов нема други новитети во делот на организацијата на годинашново издание на Струмичкиот карнавал. Карнавалските денови започнуваат во среда на 14 февруари со детскиот маскенбал, потоа концертот под маска на музичкото училиште, литературни читања во Струмичката библиотека, изложба на карнавалски фотографии, маскенбалот за избор на принц и принцеза, а по големото дефиле ќе биде детскиот карнавал и останатите содржини. Струмичкиот карнавал не само да не изгуби ништо од својот квалитет, него пак да отиде еден чекор напред со некои нови содржини. Најверојатно тоа се зависи од преговорите и со средствата кои ќе ги побараат. Сакаме прво да обезбедиме бесплатни, значи настапи на овие фаер шоу, како да ја кажем, огнено шоу. Поканивме една група од Германија, неколку членови од таа група, значи како карнавалисти, не како платени. Да дојдат, чекаме нивниот одговор. Годинава на Струмичкиот карнавал се очекува да продефилираат 1400 учесници на големото карнавалско дефиле од странство и од Македонија, а истиот ќе чини околу 6 милиони денари.